Здраво. Здраво, дечки. Добар ден. Здраво! Здраво, здраво. Ќе почекаме уште малку додека се собереме уште неколку луѓе и ќе започнеме. Имам едно прашање. Дали треба да земиме уште една шливчина за да пишуваме или не? Да, листови А4 формат би требаат земете си. Ами јас сум сега кај мене горе и ќе треба да си направам место за да си го ставам телефонов за да ме гледате. Ајде, потруди се, имаш уште некоја минутка. Можете да почекате малку. Чекаме додека не се собереме уште неколку луѓе, после почнуваме. Почекајте, сега слегам долу и земам. Здраво, Лука. Лука, здраво. Дали во сите градови имаме снег? Да. Па кај да зврнеше некое време и Да. сега почна да се топи. Тука убаво снежи, како да е јануари. Кај мене уште врна. Уште врна. Ние од изград сме и Лука изле. Скри. Добро, дечки, мислам дека доволно почекавме, 5 часот и 7 минути ние, да не губиме повеќе време. Добро дојдовте на третиот дел од University of Scouting, односно третиот дел од ориентацијата е ова поточно, а воедно и последниот дел од ориентацијата. Следниот викенд се гледаме со една друга тема. Денес тука сме со Анастасија Николовска од Извинич Подред Методи Митевски Брицо, а воедно и член на старешинство на Сојузни извиници на Македонија. Денес Анастасија ќе научи нешто повеќе за задачи на карта и кроки на терен. И се надевам дека ќе ви биде интересно како и вчера и завчера. Денес имаме нешто што е малце полесно, нешто што е малку потешко, ќе видите. Битно е вие да следите внимателно, за да можете после да го вежбате истото и како и секогаш да освојувате поени на следниот натпревар што доаѓа. Некој од вас од вчера испратиле извештај на мејл кај Џага и кај Сојузни извиници на Македонија и многу се кул, супер е се напишано. Ви благодариме што сте се потрудиле, а останатите се надевам дека ќе пратите нешто после оваа обука денес, без разлика дали ќе биде тоа нешто што го учевме вчера, завчера или кроки и задачи на карта од денес. Сега ви ја представувам Анастасија. Можеме да ни каже 2-3 збора и да започнеме.
Здраво, дечки. Ме представи Викса, јас сум Анастасија, ме викате Стаска. Значи, во првиот дел денеска ќе учиме задачи на карта. Во вториот дел ќе учиме кроки. Сето ова е многу поинтересно да го учиме во живо, меѓутоа ќе се сретнеме, се надевам, скоро и ќе си ги повториме овие работи. Во меѓувреме би било убаво да имате сите представа што ве очекува. Не очекувам сите да станеме експерти во овие ориентацијски вештини, меѓутоа ќе добиете некое основно знаење, тоа ми е целта да ги запамтите основните работи. Кога зборуваме за задачи на карта, тоа всушност е еден вид на текстуални задачи, како што имате во математика текстуални задачи, само што се овие задачи кои што се решаваат на географска карта. Задачите најчесто се со следниот контекст, само ќе шернам сега. Значи, ми го гледате скринот? Да. Добро. Контролната точка има координати, тие контролната точка се гледа по азимут и слично. И мислам дека прво би било убаво да се запознаеме со овие поими координати, азимут, кота, тригонометар, доколку не сте запознаени. Исто така, за да решаваме задачи на карта, ова не се задачи што се решаваат на лист хартија, задачите треба да имаме една карта, како оваа, со означени координати и од неа, на неа ги решаваме задачите. Може да ги вклучите микрофоните, слободно да учествувате во дискусијата, пошто ова ви е последен ден и сигурна сум дека до сега, например, сте слушнале за координати. Дали никој сака да ме каже што се координати? Слободно уклучете ги микрофоните, дечки, си разговарам. Почекајте, можете... Не треба да зумирате. Еве, можам само да направам скриншот. Некој да ми каже што се координати? Еве на оваа карта, што сега ќе ви ја покажам, што се координати? Например, сигурно знаете ова тука дека е река, така? Ова знаете дека е пат, ова дека се имиња на села. Повели? Координатите ја прикажува секоја локација на земјата со 2 или 3 координати на сферен координатен систем. 2 координати имаме x и y, немаме трета димензија моментално. Ама да, во принцип овие хоризонтални линии се нарекуваат напоредници. Овие се нарекуваат меридијани, вертикалните. Овие бројки 4646, односно 4646, ни означува оваа хоризонтална линија колку е оддалечена од екваторот. Значи екваторот се наоѓа на 4646 километри, ова се километри, бројки, и значи ова е позади водно, дечки. Горно Сонје се наоѓа отприлика на 4646 километри од екватор. А ако зборуваме од Гринич, тоа се овие вертикални линии, се наоѓаме на горно Сонје се наоѓа на некои 7500 и сега ова е 7532 километри од Гринич. Значи, тука некаде е Гринич, што поминува низ Лондон, таа е една замислена нулта линија. И од неа имаме замислени вертикални линии и ние се, мислам, горно Сонје ова село. Тука се наоѓа на 7532 километри. Од друга страна, како што кажав, екваторот ни е некаде. Дали ме го гледате и маусот? Вајде да? Пошто махтам со маусот. Да. Добро. Може и да се црткам, да биде поинтересно.
еве со розово, значи овдека некаде се наоѓа екваторот и е забавно. Екваторот. А овдека некаде, мислам, и тоа е нулта линија, тоа е и овдека некаде се наоѓа Гринич. Гринич. И тоа е исто така нулта линија со овие вертикални линии. И сега, уствари, преку тие задачи на карта, ние ќе дознаеме тоа да го згасам. Ќе дознаеме каде точно се наоѓа таа контролна точка. Ако задачата гласи, тоа беше за координати. Научивме што се координати. И сега имаме исто така на Васика може да видиме, имате координатен систем, тоа претежно се учи по математика, тоа е x и y оска. X оската вие ќе земам нека друга фенси боја, ме плава. Вака се црта координатен систем, само со прави линии, можам и јас да земам со прави. Значи, една линија вака. Таа ни е x, таа ни е y, ќе ги означам. И вака, оваа ќе ни биде x. Значи, оваа ќе биде y, оваа ќе биде x. Координатите на оваа точка се 4644, бидејќи така се означува линијата. И таа е според y. Не, таа е според x и според y е 7530. 7530 и 4644. Тоа е околу координати. Ајде да видиме сега дали сака некој да ми каже што значи азимут. Ајде, дечки, слободно вклучете се. Што е азимут? Не мора рескен, пошто нема да ве видам. Азимут е хоризонтален англ со теми во точка на картата. Како? Е хоризонтален англ со теми во точка на картата. Хоризонтален малце не ме е јасно, меѓутоа азимут представува ъгол. Ъгол под кој што се наоѓаат во живо. А кота што значи? Лука? Не знаеш? Добро, мислам. Се извинувам, почекајте, ама уште се познава кај... Да, знам дека се гледа, ке мене се гледа. Нема гај, ќе избришам пред да почнеме да решаваме. Каже, некој да ми каже што е кота, ајде Вилијам, кога се случи веќе? Цртавте скица, не ви спомнаа што е кота? Кота или тригонометар се одредени точки на карта што се означени. Значи, тоа не мора да биде највисоката точка. Например, еве овдека имаме една кота, меѓутоа треба да е означена нивната висина. Еве една кота кале. Тоа е во 1,3 највисок дел. Еве кота Дамац Чуле 952 метри надморска висина. Еве некоја кота на 620 метри. И така натаму. Тригонометар, исто така кота или тригонометар. Мислам дека други непознати немаме во задачите. Тригонометар, црква, знаеме што е црква. Азимут, знаеме што е јужен пресек, ќе видиме и кот. Добро. Сега
Ќе почнеме со решавање на задачите. Значи има неколку типа на задачи на карта кои тоа се прават комбинации од нив. Значи има задачи што се решаваат со азимут, задачи што се решаваат со растојание и комбинација од сите тие. Само да избришам, дечки. Стоп шер. Добра. Анастасија, имам едно прашање само во чат. Ајде. Разлика измеѓу точка и тригонометар кога станува збор за висина. Точка, па нема точка. Кота и тригонометар. Како точка. Па вајда мисли на кота. Дино. Имаме тука прашање? Да, во четот е прашањето. Добро. Измеѓу точка кога станува збор за висина. Па тригонометар мислам дека е треба да се наоѓа на врв на одреден рид или на било што, сега ќе ви шернам, а котата е само ознака за висина. Значи не мора да биде тоа највисоката точка, само ја означува висината. Секунда. Добро, еве ќе шернам пак. Значи, секунда, пробувам да најдам. Еве, например, еве еден тригонометар, Кале, 1044, а еве една кота, 584, што не е највисока во тој предел. Ето. Ќе искасам сега широт. Добро. Значи, прво ќе почнеме со задачите за... Ќе ви ја пратам задачата во шет, за да не мора да цело време да шетам. Еве првата задача. Првата задача вели контролната точка има координати 7526,850, 4644, 1750. Е сега. Ако ја погледнеме картата, секунда да ви шернам. Ако ја погледнеме картата, ќе видиме дека овие квадранти се наоѓаат на растојание од 2 км. Значи 7524 км, 7526, 75 се изоставува, се означува само на првата бројка, за да биде почитко тука да не ги туткаме бројки. Значи 7524, 7526, 28, 30, 32. Значи, оваа карта е со размер 1:50.000. Да, тоа сакав да ве прашам, да ме кажете после сите овие денови, дали научивте што е размер. Сигурна сум дека сте научиле, иако молчите сега, бидејќи размер е основата во ориентацијата и во сите материјали што ги цртаме. Значи, размер е колку е соодносот на реалната големина со големината која што е прикажана на сликата. Оваа карта е карта со размер 1:50.000. Тоа значи дека 2 километри во природа, значи помеѓу оваа и оваа точка на карта се 4 сантиметри. Сега ќе видиме и како стигаме до... Почекајте, која точка? Помеѓу 7524 и 7526, тоа се 2 километри. Пошто овие растојанија се во километри од Гринич. Помеѓу нив има 2 километри, тоа е во живо. На карта тоа се 4 сантиметри, односно 40 милиметри.
И сега ќе видиме една проста математика како се добиваат тие 4 сантиметри. Да, стоп шер ќе ви направам за да видиме како ќе пресметуваме. Сега го гледаме мојот лист. Значи, размерот на картата е 1:50.000. Това е размер. R. 2 километри. Не можам да гледам, малку матно ми се гледа. Не можам да видам убо. Па, може би... Билјам да те замолам само да не си го пушташ микрофонот за се, бидејќи ако го правиш тоа, сите губиме концентрација и не може да слушаме како што треба. Стави го телефонот или лаптопот поблиску и ќе видиш, бидејќи на другите ни се чита. Фала ти. Добро. 2 километри се 2000 метри. Значи, основната величина со која што ќе работиме се метри. И сите должини што ни се дадени треба од километри да ги претвориме во метри. За да дознаеме колку се тоа милиметри на карта, значи имаме метри во живо и милиметри на карта. Метри во живо, што сакаме да ги претвориме, се 2000 и сакаме да видиме колку се тоа милиметри на карта. Тоа ќе го направиме на следниот начин. Сите знаеме од математика дека во 1 метар имаме 1000 милиметри. За да претвориме 2000 метри во милиметри, 2000 да го помножиме со 1000, за да видиме колку се вкупно тоа метри. И целото тоа да го поделиме со 50.000, што е размерот на карта. Ова ни е размерот, ова ни е должината и ова е должината, милиметрите, пошто на карта цртаме во милиметри. Значи, метри претвараме во милиметри и делиме со размерот. Тоа е 2,000 од 1000 делено со 50.000. Јас на рака ќе ги пресматам, може слободно да се користите директор. 200 делено со 5 и еднакво на 40 милиметри, односно 4 сантиметри. Со ова дознавме дека Со ова дознавме дека 2000 метри, односно 2 километри во живо, мисли 4 сантиметри на оваа карта денеска што ја имаме. На истиот овој начин, дечки, ќе ги пресметуваме и сите останати должини. Значи, од тука до тука ни се 4 сантиметри. Тоа може да се увериме ако секунда, бо ми е тешко баратам со сите овие технологии. Тоа ќе го провериме на многу едноставен начин и ќе го измериме. Помеѓу два квадранти имаме колку сантиметри? Добро се јасно, имаме 4 сантиметри. Тоа е основното претварање, на истиот начин ќе работиме понатака. Сега, првата задача што ви ја прати, вели контролна точка има координати 7526 7526,850 километри. Тоа значи дека има 7526 километри, после запирката ни се метри и 850 метри. И другата е 4644,1750 километри, односно 4644
километри, 1750 метри. Значи, ако видиме на картата, 7526, тоа е оваа. 4644, тука, значи дека точката се наоѓа некаде во овој квадрат тука. Ама каде точно? Каде точно ќе определиме од овие 850 метри и овие 1750 метри. Ама тоа се метри, тоа е во живо. Треба да видиме колку е на карта, односно да стигнеме до одреден број милиметри, одреден број милиметри, за да најдеме на карта. И сега, како што ви покажав за основното, 850 метри множиме со 1000, бидејќи во 1 метар има 1000 милиметри. И сето тоа го делиме со размерот на карта, што е 50.000. Може ли некој да ми пресмета на Digitron 850.000? Целото тоа делено со 50.000. Да слушаме. Еве јас ќе 17. 17. Тоа се 17 милиметри. Сега одиме на останатата, на втората бројка, тоа е 1750 метри. 1750 метри множиме со 1000 за да добиеме колку се тоа милиметри и делиме со 50.000 за да добие со размерот и треба да добиеме мерка, може некој да ми пресмета, 35 милиметри. 35 милиметри. Фала, дечки. Сега одиме тоа да го нацртаме на карта. Тоа би изгледало вака. Значи, 46.044 километри и 1750 метри одиме нагоре, бидејќи тука некаде е на средина 45, 46, 4645 километри, помеѓу 46 и 44 се наоѓа 45 и значи некаде навака се тие 35 милиметри. Значи, нултата ни е оваа и одиме 35 милиметри. 0, 1, 2, 3 сантими и 5 милиметри. Значи дека хоризонталната линија е вамо. И сега треба да видиме овие 17 милиметри. 17 метри не се од 7526 километри. Тие се на поредници. И одиме 7526, 17 милиметри барем навака. 1 сантим, 1,5, 16, 17 тука. Значи точката се наоѓа тука и обележувате со 1, дека тоа е првата контролна точка и правите мало кружче од 1 милиметар околу точката. Значи дека треба да ви се признае доколку точноста е во тој круг од 1 милиметар. По радиус од 1 милиметар. Тоа е за првата задача. Значи видов. Ова ни се 850 метри, ова ни се 1750 метри. Ова тука 850 метри. Сега ќе се повториме уште еднаш со наредната задача. Дека контролната точка има координати. Така ќе ја патам.
Добро, значи втората контролна точка има координати 7525 км и 300 метри. 4643 км и 550 метри. Арно, ама ние, како што може да видиме на картата, 7525 нема. Има 7524 и 7526. Логично е дека 7525 се наоѓа на средина помеѓу тие два. Ќе си ја нацртаме таа координата. За да прецизно да биде ќе ја нацртам. И ова ќе ми биде 7525. Другата координата беше 4643. Имаме 4644. Имаме 4642. 4643 се наоѓа помеѓу нив две. Ајде да нацртаме неа, да ни биде појасно. На карта не треба да решавате со рапитограф, јас се решава со молив, само точката се одбележува со рапитограф, меѓутоа заради видливост јас сега ви цртам се со рапитограф. Како цртам со молив, ништо нема да видите. Значи, новата точка што ја бараме се наоѓа во овој квадрант тука. Тука некаде ќе се наоѓа. Сега каде точно? Имаме 7525. 7525 и 300 метри. Треба овие 300 метри да ги претвориме во милиметри. За да ги претвориме, што требаше да направам? По 1000. 300 по 1000, затоа што во 1 метар има 1000 милиметри и потоа да поделам со 50.000. 50.000. 50.000, затоа што тоа ми е размерот. Колку е тоа, дечки? 6. 6. Тоа е 6. Која мерна единица? Милиметри. Милиметри. Ајде веднаш да најдеме како 6 милиметри. Кажете ми ќе барам 6 милиметри вака или 6 милиметри вака. Хоризонтално. Извинувам, колку милиметри? Мола? Колку милиметри? 6 6 милиметри? милиметри, да. 300 метри се 6 милиметри. Кажете ми сега, тие 6 милиметри. Даја од мерката 7525,300. Ќе бараме вертикално или хоризонтално? Хоризонтално. Хоризонтално. Вака. Од оваа точка да одам нагоре. Ако одам од таа точка нагоре, се уште сум на 7525. А јас треба да бидам на 7525,300. Сега сум на 7525 километри. До тука. Отидам на десно уште малце, ќе бидам и на неколку метри. Значи, треба да се оддалечам сега вертикално од оваа линија. Значи, до тука сум стигнала 7525 километри и уште треба да се оддалечам за 300 метри. Значи, го правиме тоа вака, рековме 6 милиметри. И еве другата е 4643,550. Повторно одиме. Повторувајте си овие работи, што за не ги заборавате. 550 метри ги множам со 1000 и делам со 50.000. Ајде, пресметајте ме го тоа. 11. 11 милиметри. Така,
Сега ќе одиме вертикално. Значи сме стигнали 4643. Треба да се оддалечиме за 150 метри од екваторот. Значи ќе одиме надвор за колку? За 11 милиметри. Значи ова е таа фора контролна точка со крупче, со кружница со радиус 1 мм. Дали сме до тука јасни? Дечки, дали научивме што значи колку да сме оддалечени од Гринич, колку да сме оддалечени од екваторот? Значи тоа Да. е преку координатите. Наредната контролна точка е малце по, наредната задача е малце по трик задача, што би можело да ве збуни. Сега ќе ви ја прата. Ева, што може да ве збуни на оваа задача? Ви ја пратив на чет, Тоа што е минус? тоа што е минус. Значи, со тоа што е минус, сака да ни каже дека ќе одиме во обратната насока. И ќе одиме вака. Значи, 7532 тоа е оваа координата. И 4544. И ова, значи, очекуваме дека решението се наоѓа, ако е се по правила и прописи, се наоѓа во овој квадрант. Меѓутоа, ова е трик задача. И со тоа што е минус, значи знаеме и од математика, дека минус е во обратната насока. Значи решението нема да го бараме. Решението ќе биде бидејќи и двата се минуси. Анастасија, малку не се слушаш, да не го стискаш микрофонот или нешто. Па не. Сега се слуша окей, ама се губиш од време на време. Па може да е до интернет. Не, сликата не се губи ништо, многу е јасно. Малку тивко се слуша. Хајде да пробам нешто да сменам секунда. Вака? Бомба. Добро. Само лошо да ми се тргне се. Извинете, добро, значи очекуваме решението, бидејќи и двете растојанија се со минус, очекуваме да се наоѓаат во овој квадрант тука доле. Сега може би некој од вас е помал и се уште не го учелува по математика, меѓутоа ќе ви биде совршено јасно кога ќе учите по математика. Сега, значи, 7532 километри и треба да одиме 1200 метри назад. Значи, прво, за да видиме колку треба да одиме назад, треба да си го претвориме тоа во милиметри. 1200 по 1000 делено со 50.000, значи претварањето си останува исто, без разлика што има минус. Само насоката во која што ќе одиме е различна. Ајде пресметете го ова. 24. 24 милиметри. 24 милиметри треба да одиме во обратна насока. Значи, 7532 километри и сега треба назад да се вратиме 24 милиметри, односно 1200 километри. Да. 1200 метри, 1200 километри. Значи, се враќам назад кон Гринич. Од 7532 одам назад. И треба да е некаде тука. И другата мерна единица како беше? 500. Дали за 500 пресметавме веќе? 500 по 1000.
Добро, колко е тоа? 10 мм. 10 мм. Значи, ова е 4644, треба 500 метри да одам назад кон екватор. Нема да му бегам на него да одам уште плюс 500, одам надолу сега плюс 500. 10 мм рековме. Добро, 10 мм се 1 сантиметар. Значи дека таа контролна точка се наоѓа тука. И тоа е тоа, дечки, што можат, што се комбинациите со координати. Значи, вие го покажав и трик прашањето, што може да ве збуни доколку има минус. Сега може да е само едната вредност минус, може другата да е плюс. Значи, на тоа ќе внимавате, меѓутоа го знаете трикот. Следната задача вели вака. Контролната точка се гледа по азимут. Ќе ви ја пратам. Се гледа по азимут 60 степени од кота 777 и ви пишува во кои координати да ја барате. И по азимут А2 302 степени од кота 620 исто ви пишува кај да ја барате. Значи, ќе ја уклучам сега картата, за да заедно ги најдеме. Секунда. Добро. Се гледа картата. Така. Задачата вика од кота 777. Ајде да видиме каде е тука кота 777. За помош ви има пишано во кој квадрант. 4642 и 7526. Значи, 4642, 7526. Треба да барам во овој квадрат. Еве ја точката 777, глеждино. Добро, и наредната кота е 620. Еве 620. Исто ви пишува во кој квадрант. Така? Или има некоја друга 620? Точно е. Добро. Сега, за да видиме каде се тие 60 степени и каде се тие 302 степени, одиме вака. Изгасам скрин шер. Одиме вака. Еве точката 777. 770. 60, значи таниот центар сега на агломер. 60 степени се наоѓаат тука, така, и повлекувам линија. Значи дека ако застанам на котата 777, ќе ја гледам мојата точка под ангол од 60 степени. Значи дека контролната точка се наоѓа некаде на оваа линија. Ама каде точно? За да знаеме каде точно ми е потребно уште еден пресек. Тоа ќе го дознаеме следниот дел. А по азимут 302 од кота 620. Еве кота 620. Треба да ви биде агломерот поставен правилно, доколку не можете, не сте сигурни дека го поставувате правилно, нацртате си еден координатен систем во точка. Еве јас, например, сега не знам дали ми е правилно, и ќе си го нацртам координатниот систем. Да бидам поточна. Да го правилно. Еве, сега ми е правилно поставен агломерот. 302. 302. Значи нулата секогаш треба да ви биде нагоре. 302 се наоѓа тука. Повлекувам кон 302.
Ова беше од 777 линијата што ја повлеков. Од 620 гледам по агол 320 степени, значи точката се наоѓа во нивниот пресек. Тоа е четвртата контролна точка. Мислам дека овие саѓи се полесни. Меѓутоа и тука има еден трик. Наредната задача е вака. Дали ви е јасно околу оваа задача? Значи, од Да. 777 повлекувам 60 степени, од 620 302 степени. Таму каде што се сечат, таму е контролната точка. Меѓутоа, следната задача, исто така трик задача, ма јас ви кажам сите трикови за да бидете добри во ориентација. Следната задача. Контролната точка ја гледа кота 620 по тази. Значи, не дека од котата се гледа, туку кога ќе застанеш на контролната точка, котата ти се наоѓа по агол од 620 степени и ја гледа кота 777 по азимут А2. Ова е трик, затоа што вие не знаете каде е контролната точка, а треба од неа да измерите А. Како ќе го направиме тоа? Имате идеја? Ова да ви кажам едно од мислам, може би најтрик задача. Значи, ако јас се наоѓам на котата и погледнам кон контролната точка, да само да видам. Значи, јас се наоѓам на кота 620 и погледнам кон контролната точка. Мене таа ми се наоѓа на од агол од 302 степени. А ако гледам од контролната точка навака, како пишува, ми се гледа по азимут од 122. Од тука навака гледам 122 степени. Значи, ова е интересно, бидејќи ние знаеме каде е 620, ама не знаеме каде е контролната точка. Затоа, бидејќи ни е дадено од 620 дека се гледа по агол од 122, ние ќе си додадеме 180 степени и ќе добиеме контраазимут, се вика тоа. Така, пошто спротивно од вас, секогаш нештото се наоѓа на 180 степени. Значи, така и се вика, нели, спротивни сме за 180 степени. Тоа ви се 302 степени. Значи, стигнавме до исто поставеност на задачата, намерно вака ви ја дадов, како трик задача. Тоа ви е првиот контраазимут. Контраазимут се означава напред со буквата К. Значи, ако азимут 1 е 122 степени, контраазимут 1 е 302 степени. Вториот азимут е азимут 2. 240 степени. Сега, контраазимут 2 нема да биде плюс 180 степени, затоа што 240 плюс 180 надминува 360 степени. Туку сега ќе одземаме 180. Така? 240 минус 180, тоа се 60 степени. Значи, ако аголот е повеќе од 180, ќе одзимаме 180 степени, за да го добиеме контраазимут. Ако аголот е помал од 180, како во горниот случај, ќе додаваме 180 степени, за да го добиеме вистинскиот агол. И нема потреба да ја решавам понатака задачата, бидејќи е иста. Истата точка ќе се добие. Јасно е? Дали е? Ова е стварно трик, може би не ви е јасно, ама барем на некој што е повозрасен, ако му е јасно, би била среќна. Или има потреба да повторам, дечки? Немој да повторувам го многу. Заглавивме.
Ова е со контраазимов, дали ви е барем малце јасно? Еве Матео вика дека е јасно, така да може да продолжиме. Одлично, Матео, благодарам. И мене Добро. ме Па топ. Супер, дечки. Следната задача, уште две задачи имаме само. Знам дека математика не ви е умилен предмет, ретко на кој му е, мене ми беше умилен. Следната задача, браво сте, Матео. Еве следната задача. Контролната точка е оддалечена 850 метри од црквата Свети Илија, 1,95 км од Свети Трифон. Прво треба да си ги најдеме каде се наоѓаат овие цркви што се спомнуваат. Значи, каде е црквата Свети Илија? Ева црквата Свети Илија. Сега тука више стана ќе цртам со црвено за да е појасно. Ева црквата Свети Илија и црквата Свети Трифон. Ева. И сега вика, контролната точка е 850 метри оддалечена од Свети Илија. Тоа значи дека се наоѓа во радиус од 850 метри. Во радиус од 850 метри од црквата. Сега повторно одиме дечки со делот дека треба да се претвориме 850 метри во милиметри. 850 метри во живо по 1000 делено со 50.000. Колку е тоа? Милиметри? Помаш? 17. Извинувам, Анастасија Николовска, можете да ги сликате овие задачиве за тие што немаат ливчина, за секој случај, тие што немаат Може. опишање. На Facebook да ни ги пратите или во групата, каде сакате. Добро, договорен. Еве Добро. ќе ви го пишам од Facebook. Добро. Сега, овие значи дека се наоѓа во радиус од 17 мм околу црквата. Да го измериме тоа, потребен ни е шестар, за да направиме радиус, нели? Шестарот го отвараме 17 мм. Ќе наоѓаме црквата Свети Илија и правиме кружница околу неа. Значи, некаде на оваа кружница се наоѓа контролната точка. За да знаеме каде точно, ни треба вториот дел од задачата. Вика, се е оддалечена 1,95 км од Свети Трифон. Сега, за да претвориме 1,95 км во милиметри, прво ова треба да биде во која мерна единица, која рековме дека е основна? Метри. Во метри. Тоа се 1950 метри. И сега више може да почнеме со математика. 1950 по 1000 делено со 50.000. Ајде брза математика. 39 милиметри. 9 милиметри. 39. 39. Да, ја повторуваме постапката со шестарот. Го отвараме шестарот со 39 милиметри. Значи, тоа вака го правиме. И го потиснувате шестарот во нулата и тука да биде до 39. Сега, од црквата Свети Трифон правиме исто така кружница една. Сега, малце лошо ви го пратив, има тука уште еден дел од задачата, што пишува јужен пресек. Секунда само. Јужен пресек. Оваа задача у заграда што јужен пресек. Сега. Ние добивме овие две кружници дека се сечат на две места. Овдека и овде. Значи, дека контролната точка се наоѓа или тука, или тука. Меѓутоа, ви го пратив тоа јужен пресек, тоа значи дека пресекот што е појужно ќе го
рачунаме. Кој е појужен пресек? Горниот или долниот? Овој или овој? Каде ни е југ на карта? Овдека е југ, овдека е север. Значи дека појужен пресек е овој. И тој ќе го означиме како шеста точка. Добро. Јасно ли е, дечки, ова? Ова е доста едноставна задача. И одиме со последната задача. Слична е како оваа. Контролната точка се гледа од тригонометар Кале. Секунда да ви ја пратам. Тригонометар Кале под азимут 140 степени и оддалечена од црквата во долно Слуња на 3,5 км. Значи, ова е задача микс од претходните две задачи. Прво треба да го најдеме тригонометарот Кале, преска го најдовме додека ви објаснував, еве го. Тригонометар Кале. Вика, се гледа под азимут од 140 степени од Кале. Значи си го зијаме агумерот. Еве го Кале, 140 степени навака. Значи некаде на оваа линија се наоѓа контролната точка. Каде точно ќе дознаеме од вториот дел од задача. Е оддалечена од црквата во Долно Слуње на 3,5 км. Еве го селото Долно Слуње. Знакот за црква е кругче со крстче. Вака. Е, вако е знакот за црква. Може да видите на картата што ви го пратив. Еве црквата. И сега видите од црквата ќе биде оддалечен 3,5 км. Тоа треба да го претвориме во милиметри. 3,5 км. Прво ќе го претворам во метри, бидејќи тоа ми е со метри работам. Тоа е 3500 метри. 3500 по 1000 делено со 50.000 колку е? Help. 70. 70. Добро, 70 милиметри. Сега овој дел од задачата, значи со шестарче. Зашто се наоѓа во радиусот 3,5 км. Ева црквата. Ева ми го шестарчето. Кале се сеча овие две линии. Повторно се сечат на две места, не сум допишала. Значи, имаме два пресези повторно. Едниот е тука, другиот е тука. Ако кажам дека контролната точка, дека треба да имате западен пресек, кој пресек ќе го гледаме? Овој кај Барово или овој кај Смрдина? Така се викаме сите сори. Овој доле кај Смрдина или овој кај Барово, ако треба да го гледаме западниот пресек? Тој доле не може да го видиме. Мола? Кај Барово. Добро. Кај Барово или кај Смрдина е западен пресек. Ако тука се наоѓа исток на карта, тука се наоѓа запад. Кој е по-западен? Барово. Да, добро. Точно. Тоа е тоа. Тоа се типовите на задачи. Понатака се нивна комбинација, игра на зборови, плусеви, минуси, контразимут, азимут. Меѓутоа, ова е основата на задачите. Од вас очекувам денеска дека научивте што се координати, кои ни се подалеку од екваторот, кои ни се подалеку од Гринич, како да пресметувате метри во природа, милиметри на карта, лесно да баратате со пресеците на аглите. И мислам дека ако тоа го направивте, ако тоа сфативте, барем малце ако добивте ориентација,
Супер сте за денес. Искрено, дали добивте некаква представа за решавање на задачите на карта? Како изгледаат основните поими? Добро, да, Матео.